Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на локалните политики, а наши и ваши гости се дел од градските советници. Овде со нас е Живка Ангеловска, координатор на советничката група на СДСМ, Перчо Божиновски, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Виолета Аврамовска од советничката група на Левица, советникот на Политичката партија Левица. Добар ден на сите, добро ни дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Добре ве најдовме. Емисијата ќе започнеме со она што беше наактуелно, а она случувањето од вчера. Имавме седница за која што дел од советниците кажа дека не била навремено закажана, имаше реакции, дел од советниците замина од седницата. Ајде, ќе започнеме со Божиновски, иако е машко, овај пат ќе му дадеме предност како дел од власта да ни каже на што се должеше незакажувањето на времено на седницата. Секогаш гостувањето во вашата емисија е пријатно задоволство, како и сега, затоа што се наоѓам меѓу две дами и се надевам дека ќе пробудиме интерес кај гледачите, како впрочем и секогаш на емисијата Прашалник. Точно така, итноста на седницата беше од важен карактер, затоа што требаше да се донесе ребалансот на буџетот и од особено значење беа да се искористат деновите кои што доколку се одело со редовна седница во однос на тие 7 дена кои што нели според деловник и статут се за закажување на седницата, за советниците да ги имаат материјалите, во јавност да биде, медиумите да бидат известени. Така. Постоеше опасност во тие 7 дена да бидат извршени оние средства од трезорот од Министерството за финансии и всушност средствата да не може да ги исплатиме кон доверителите, оние кои што работат, и онаа помош која што имавме предвидено со ребалансот, а тоа е субвенциите на јавните предпријатија, тие средства постоеше опасност да ни бидат запленети. Едноставно, итноста на седницата беше важна, иако да, имаше реакција околу закажувањето и одржувањето на седницата. Така. Ангеловска, вие имавте реакција, дел од вашите советници ја напуштија, тројца или четворица, не сум сигурна. Повелите. Ви благодарам, токму така, како советници во локалниот законодавен дом, наша основна обврска и должност е да ги почитуваме деловникот за работа и да го почитуваме статутот. Статутот и деловникот за работа на Советот се врз основа на Законот за локална самоуправа. Со непочитувањето на статутот и на деловникот, всушност не се почитува ни Законот за локална самоуправа. Имено, деловникот и сите акти кои што ги спомнав, не познаваат итни седници. Познаваат редовни седници, свечени и вонредни седници, а познаваат одлуки што се носат по итна постапка. Доколку не знаеле колегите, таму има доста искусни луѓе во општината кои што можеле да им кажат како да направат за да биде во согласност со деловникот за работа и да ни дадат и нас можност да присуствуваме на самата седница. Ребалансот не е нешто што не се предвидува. Па ние секој месец имаме нов ребаланс. Средствата кои што се кратат од програмите предходниот месец, истите тие средства наредниот месец повторно се вклопуваат во програмите. И точно е, самите почнавте и она што се зборува дека дел од советничката група, дали сме двајца, тројца, четворица или еден, ние сме сите еднакви рамноправни во Советот. И во најмала рака, мнозинството во Советот, значи, може комотно да се однесува во однос на донесување на одлуките и тоа е факт и неспорно. Меѓутоа, токму таа поголема бројност не треба да му представува повод да прави што сака и кога сака, туку треба да му представува еден поголем поттик да работи во духот на демократијата и еден поголем поттик да работи во рамките на правата кои што се дадени со законот. Замислете што ќе се случи доколку не се почитува тој деловник со работа, па ќе се свикува седниците
кога сака и кој кога сака, па ќе станам и ќе зборувам за она што сакам да зборувам, не за она што е точка на дневниот ред, и нема да зборувам 10 минути, ќе зборувам пола час и така натаму. Доколку не постои тој деловник за работа со утврдени правила, тогаш ние нема да знаеме ни дали некоја одлука е донесена или не е донесена. Седниците основно треба да бидат јавни. Ние треба да сме транспарентни, јавноста треба да слушне. Можеби ние не можеме да учествуваме и во променувањето на одлуката, меѓутоа во секој случај треба да се слушне и нашиот став. Се случувало во минатото и во овој мандат и во претходниот да биде свикана седница и во пократок период од тој 7 период, меѓутоа со согласност од сите советнички групи. Кога е во интерес на граѓаните, кога е во интерес на општината, во случајов сега сите го очекувавме ребалансот, меѓутоа не ни беше најавено. И она што навистина не е во ред, морам да го спомнам сега. Јас, моите колеги кои што се со поинакви и спротивни политички ставови, дефинитивно не ги чувствувам како непријатели, туку како политички опоненти кои особено ги почитувам и никогаш нема да атакувам по нивната личност, како што денес се случи и советниците од лично јас, нормално, и моите колеги од СДСМ бевме етикетирани лично како кукавици со срамно однесување, с неа напуштиле седницата. Не, цврсто тврдам дека сите тие епитети, колега Божиновски, кои што ни беа налепени, ево лично за мене ќе зборувам, апсолутно не одговараат на мојата природа и на мојот карактер, меѓутоа секогаш со факти ќе реагирам дека во случајот седницата се донесе, односно се свика и се одржа спротивно на деловникот за работа, што представува едноставно основно право и должност на секој советник да ги почитува тие акти, затоа што впрочем ние немаме само права и ние имаме и одговорност. Одговорност пред законот, одговорност пред граѓаните. Така, би сакала да го слушнам ставот на Аврамовска по односно ова прашање за вчерашната седница. Вчера беше прекршен деловникот и се имавме во минатото исто така се сеќавам една седница која што беше закажана во пократок рок, да бевме исконтактирани сите од претседателот на совет и побара согласност од сите нас. Меѓутоа јас останав на седницата, ако е во интерес на граѓаните, не ја напуштив седницата, а беше прекршен деловникот и јас сакав да реагирам. Дури во еден момент јас помислив дека е грешка во датата кога го добив мейлот и се јавив и кај колегата Перчо и во подршка на совет, меѓутоа ми кажа дека не е грешка. Сега, кај мене е малку покомплицирано вака брзо свикување на седници, бидејќи јас за да земам слободен ден за седница, работам во индустрија, нели? Мене ми е потребно една недела претходно да известам дека треба да побарам слободен ден за да можам да присуствувам на седницата. Меѓутоа ете, останав во интерес на граѓаните, останав на седницата. Божиновски, дали сакате да реплицирате нешто на Ангеловска или да продолжиме на друга тема? Кога се работи во интерес на граѓаните и одлуки кои што се во интерес на јавните предпријатија, тогаш итноста на седницата и итноста на носењето на одлуки во кој било час и ден од неделата, ние како советници, кои што сме избрани од народот, треба да бидеме секогаш подготвени, како што се случи овој пат, и причината можеби минатите години или од предходните локални власти не се соочиле со таа работа, а тоа е извршувањето на оние долгови кои што се направени од предходно неисплатени долгови. И сега честно е и праведно е кога се работи за долгови кои што се направени во минатите години, да се седи и да се слушне тоа, да се присуствува, а не да се оди и да се напушта седницата, туку да се каже она што се мисли таму. Граѓаните ќе осудат каков е ставот за оние советници кои што остана, оние советници кои што го напуштија. Јас можам да им честитам на тие советници кои што остана, затоа што покажаа доблест, сигурност, разбирање, свесност
и покрај итното закажување на седницата, само во интерес на граѓаните. Имате право на контра реплика, меѓутоа Кусо. За да продолжиме на други теми, доколку сакате. Својствено и типично за ВМРО ДПМН, нападот е најдобре одбрана, значи од една тема се оди на друга тема, може да се направи се што е во рамките на законот. Не може да се направи она што е надвор од законот. Во случајот имавме грубо кршење на деловникот за работа и на статутот. Не станува збор за, сигурно ќе има прашање и за долговите и за сето тоа, пак има можност да... Меѓутоа само е една флоскула и оправдување зошто ја свикале седницата. Така. Ајде да преминеме сега на друга тема. Она што е најактуелно е економската криза, големата инфлација, енергетска криза. Последниве години навистина и светот и ние се соочуваме, а многу нормално е тоа да се чувствува и на локално ниво. Каква е состојбата со долговите? Ги начнавме, ги споменавме и на локалната, и на јавните предпријатија. Повелите, Божиновски. Да се раководи со општината, со јавните предпријатија, но и воопшто со институциите па и во цела Македонија во овие моменти на повеќе видови кризи. Навистина е тешко и само оние кои што работат домајкински, одговорно, посветено, тогаш видливи се резултатите и тоа може да го забележиме сите околу нас. Знаеме дека наследувајќи ја општината со долгови, исто така и јавните предпријатија, 22 милиони беше долгот, 8 милиони на сите јавни предпријатија, значи околу 30 милиони. Можете да предпоставите како би можело да функционира една институција и јавните предпријатија, но со оглед на доброто менаџирање на директорите, на менаџерските тимови, на вработените, се справуваме со ситуацијата во која што сите се соочуваме и граѓаните тоа го чувствуваат. Во време на инфлација, кога ако на инфлацијата во еврозоната е 4,4, кај нас е речиси 7%, тоа е за скоро 50% повеќе од еврозоната, односно од Европската Унија. Така што не можеме да се пофалиме дека навистина оваа година била најдобра, како што тврдат луѓето од централната власт, туку е најкатастрофално лоша, а тоа го чувствуваме и ние како локална самоуправа и јавните предпријатија. Токму една од точките на седницата беше и субвенциите кон јавните предпријатија. Не е прв пат тоа да се случи, на неколку седници сме имале такви точки каде што како градски советници сме изгласале префрлување на средства кон тие јавни предпријатија. Може да се каже дека во однос на извештаите да се забележи дека во дел од кварталните извештаи јавните предпријатија забележуваат добивка, во дел од кварталните периоди по извештаите од она што го гледаме забележуваат загуба, но факт е дека навремено луѓето си земаат плата и од она што може да видиме дека во Охрид има градежна офанзива и луѓето тоа го гледаат на околу нив. Така. Ангеловска, се справува ли добро локалната со економската криза, со долговите, за кои што сме свесни дека се натоложувале и години назад? Секоја актуелна локална власт во последните години има тешки предизвици. Оваа локална власт се справува со енергетската и економската криза, претходната локална власт се справуваше со пандемијата кога апсолутно ништо не функционираше. Енергетската и економска криза воопшто треба едноставно да не научи дека сето она што представува аномалија доаѓа до израз во многу поголем размер отколку во нормални услови и едноставно да не научи дека потребно е многу поголемо вложување, многу поголема стручност, менаџерски вештини
и едноставно импровизацијата повеќе треба да ја тргнеме од нашето секојдневие во работниот свет, односно во деловниот свет. Да бидам искрена, во однос на долговите толку многу се лицитираше овие години со бројките, а денес е врв затоа што сега дури 30 милиони слушнав, највисокиот сума која што ја слушнав беше 20 милиони денари, така да не верувам на овие бројки кои што се сега изнесени тука. Меѓутоа позитивно е и посакувам да биде раздолжена општината. И сега има голема можност локалната власт да се раздолжи, затоа што со законот за изменување на законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, во сите општини централната власт доста средства од даноци и по други основи ги префрла во буџетот. Токму тоа е и проблем што се прават овие ребаланси, затоа што не се знае како да се наменат тие средства и субвенциите. Сега се само поради тоа за да не ги земат извршителите, мислам искрено да си зборуваме. Во однос на јавните предпријатија, јас на вистина не препознав еден сериозен пристап во надминување на состојбата или не мора надминување, туку да се надмини состојбата со помалку негативни последици по предпријатието и по граѓаните. Ова го зборувам затоа што не видов системски мерки, значи пакет мерки кои што треба да ги преземе секое јавно предпријатие. Ниедно предпријатие не направи програма за реорганизација, за реструктурирање, со една финансиска анализа, затоа што вонредните околности бараат по инаков начин на менаџирање. Освен некои изолирани мерки, како што е онаја толку многу експлоатирана пракса за упатување на привремен принуден одмор, меѓутоа паралелно со нови вработувања, во тој случај нема никаков ефект. Од друга страна, ние имавме јавно предпријатие кое што и онака задолжено, на кое што доцнат платите, зборувам за комуналец, каде што доцнат платите со негативно годишно салдо, повторно се задолжува и едноставно ги става во ризик и административните простории кои што се даваат. Не знам колку е оправдано во една таква криза за да се задолжува за набавка на половни возила, а ќе ве потсетам какви се беа критиките во набавката на половни возила во однос на нивната неисплатливост, неекономичност за деловите и слични работи. Голем проблем се јавните предпријатија на кои што треба да им се посвети внимание, далеку се од финансиска стабилност, апсолутно. Го имаме јавното предпријатие Водовод во кое што ќе нагласам децениски, загубата на вода станува се поголема и поголема и е околу 68-70% во однос што представува голем проблем, апсолутно голем проблем. Некои јавни предпријатија ја губат основната дејност. Јавното предпријатие Билјанини извори се претвара во наплатувач на услуги од паркинг просторот, наместо нели со управување со спортските објекти. Доколку ги нема таа наплата на паркинг просторот, тоа јавно предпријатие апсолутно не може да функционира. Трендот на намалување на побарувачката на тезги во градски пазар од година на година, почнати од поодамна, меѓутоа од година на година се повеќе оди во надолна линија. Она што беа најуспешни јавните предпријатија во однос на справување со кризата е излезот го најдоја во најлесната мерка за нив во поскапувањето на цените на услугите и тука апсолутно беа непоколебливи. Така. Аврамовска, вие неодавно имавте една реакција во однос на бодот, на платата за јавното предпријатие Водовод и систематизацијата. Се однесуваше ли тоа? На што мислевте? На што се однесуваше таа ваша реакција? Во врска со бодот јас не се сеќавам дека сум реагирала, меѓутоа за поскапувањата да, имам реагирано. И во врска со долговите, значи познате мојот став, вие не можете да излезете на пресконференција и мене, не како на советник, туку како граѓанин на Охрид, да ми презентирате дека општината е во долгови од 22 милиони евра, а при тоа да не побарате одговорност од никого. Значи јас секогаш повикувам на одговорност. Не може со едно домаќинско работење општината да биде една од најзадолжените општини во Република Македонија. Сега, јас во врска со поскапувањата, јас во ред прифаќам дека
дека економската криза и енергетската криза има удел во работењето на јавните предпријатија, меѓутоа ова локалната власт совршено добро знаеше со какви предизвици се соочува и дека ако некој не е кадарен не мора да прифаќа функција. Така, не може мене да ми, односно на сите нас, на граѓаните на Охрид, да ми поскапувате услуги во период кога сите сме соочени со ценовни шокови во секојдневниот живот. И јас кажав дека овие поскапувања најмногу ќе се одразат на припадниците на пониските слоеви. Навистина ги чувствуваме. Можеби некој нема ни да забележи дека има поскапување, меѓутоа ние ги чувствуваме. Значи не се случи само поскапување на водата, туку генерално во сите јавни предпријатија поскапеа услугите. Па ние сме денес град кој што има меѓу најскапите гробни места во Македонија. Значи и тоа е проблем. И граѓаните го чувствуваат. Не можете вие да не побарате од никого одговорност, не можете вие да ми прикажувате мене долгови на општинава, а при тоа да ми каже некој дека домаќински се работело и честно се работело досега. Значи ова се однесува на сите гарнитури досега на локална власт. Јас барам дај да видиме од кога значи општината паднала во долгови. Кој е тој градоначалник од кога почнуваат долговите во општината? Не можеме ние граѓаните на Охрид да го понесеме тој терет за некој што незаконски работел и ја донесол општината до овој степен. Така, треба да има одговорност. Нормално дека треба да има одговорност. Зошто никој не бара одговорност од никого? Тоа е прашање што јас веќе го поставувам скоро на секоја седница. А нели ветувањата на ВМРО ДПМН предизборни беа дека нема да постои неказнивост, дека ќе бараме одговорност. Така. И тоа забележувам. Јас, например, тоа го забележувам на секоја седница. Така. Вработувањата, Ангеловска ги спомнавте. Свесни сме дека имаме превработеност со години. Дали во последниве години се забележува нови вработувања по локалното општо, во јавните предпријатија локалното? Ќе бидам објективна на ова прашање и ќе кажам дека секогаш кога се носат плановите за вработување, тоа е интересна тема и секогаш опозицијата е таа против која сака да власта секогаш, против власта. Меѓутоа, ајде да бидеме објективни во овој случај, ќе кажам бројки кои што се точни. Само во јавните предпријатија за 2024 година се предвидени околу 60, односно прецизно 58 нови вработувања. Во општината 11 нови вработувања. Зборувам планирани за 24-та, речи се исто толку беа и во 2023-та и нагласувам дека ова се вработувања на неопределено работно време, а има бројката е уште многу поголема ако се земе во предвид оние кои што се ангажирани на определено или на друг начин ангажирани во јавното предпријатие и апсолутно нема никаква смисла дека може да се оправдуваат овие вработувања во ситуацијата во која што се наоѓаат како јавните предпријатија, така и општината, меѓутоа во една вонредна ситуација. Не зборувам дека ситуацијата е редовна, ние зборуваме за енергетска и економска криза. Зборуваме за поскапување на јавните предпријатија. Како граѓаните и ние како советници од опозицијата да сватиме дека неминовни се тие поскапувања, затоа што нели состојбата е таква каква што е, кога се вработуваат нови луѓе. Се направи можно со самиот закон со задолжително заминување нели со старосната пензија, едноставно барем во одреден размер да се намали таа превработеност во јавните предпријатија, меѓутоа не само што ќе кажам неколку примери кои што ево сега низ седмиците сум зборувала за нив, значи не се оди да го земиме гробишта. Во гробишта поскапувањата ги начина колешката и апсолутно веројатно ќе зборуваме за новите цени посебно, меѓутоа апсолутно е неблагодарно кога критиките на граѓаните, не на опозицијата, на граѓаните се за неуреденоста на гробиштата, посебно на оние верски празници и сето тоа, да се бара вработување на заменик или технички директор и да се каже дека без него е неминовно. Едноставно неминовна е потребата за да може нормално да функционира предпријатието, а во планот за вработување да има само еден планиран општ работник. Или
Ако се земе структурата на луѓето кои што се вработуваат, тоа се раководители, референти, помошник, референт, самостоен референт или оној зборував на некоја од седниците во општината евидентичар за спорт, нешто во таа насока беше. Значи, може да се стрпят 1 година, 2, да помине оваа криза, па потоа да се оди кон нови вработувања. Многу е благодарно да се реализира вработување на млад човек, да му се обезбедат услови за работа, па и за живот на семејството. Ама прво треба да се пронајде поле за работа. И мислам дека условите, спомнав и на самиот почеток, нема повеќе импровизација. Значи, буквално се многу потешки од некогаш кога можело можда да се даде и таков комодитет. Со ваквиот начин на постапување на актуелната локална власт никој нема да и верува нити за енергетската, нити за економската криза, ниту пак за нужноста од постапување. Така. Аврамовска, и вашиот став сакам да го слушнам подносно вработувањата. Левица јасно и гласно секојаш го критикува тоа. Вака, значи, Левица не е против нови вработувања, меѓутоа, онаму каде што има потреба и тоа да бидат стручни кадри кои што се потребни во јавните предпријатија или било каде. Еве конкретно ќе земам пример, директорот на јавното предпријатие Водовод често пати истакнува кога е на седница дека имаме недостиг од водоинсталатори. Сега таму и 10 и 20 водоинсталатори да бидат вработени, немаме ние проблем со тоа. Меѓутоа, од една страна, вие да ми ги покачувате услугите на јавните предпријатија, а од друга страна, да вработувате ваши партиски членови. Јас еве често пати ги обвинувам и СДСМ и ВМРО ДПМН за превработеноста, бидејќи и партиските вработувања. Да, со партиските вработувања ги донесоа до овој финансиски степен јавните предпријатија во кои што сега се наоѓаат и за кои што се бара спас за излез од кризата. И генерално сум против вработување. Јас овде ќе кажам дека партијата не е агенција за вработување. Значи, партијата треба да представува идеологија и членовите треба да знаат дека кога ќе пристапат кон некоја партија, тие треба да ја следат идеологијата на партијата, а не да станат членови, да земат членска книжка за да бидат вработени. Па тие вработувања ги плаќаме на крајот на краиштата ние граѓаните. Тие вработувања одат на терет на сите нас. И да, превработени се нови долгови. И нови долгови. Секако дека и нови долгови. Па немате вие потреба во администрација толку превработеност да има. Така? И кажав, има потреба од водоинсталатори, вработете 20. Нема проблем, значи ни се потребни на јавното предпријатие и на градот. Меѓутоа, вие да вработувате и да создавате потенцијална гласачка машинерија, според мене не е во ред. Сега, Жиновски, повелете, намерно ги постави вака прашањата за да ви дајме сега на крајот простор да ги слушнете сам обвинувањата од политичките опоненти. Повелете. Кога станува збор за годишните планови за вработување, дали тоа е општина Охрид или јавните предпријатија, законски е тоа дека треба да се донесат секоја година и тие се годишни планови кои што се планираат, а не значи дека ќе се реализираат, а тоа е може и да го видиме од претходниот годишен план за вработување. Сето тоа е направено затоа што во овој период општина Охрид не може да добие никако нова систематизација, која што не знаеме од кои причини е закочена во Министерството за информатичко општество и заклучокот е дека она бројна состојба која што општина Охрид ја наследи пред 2 години и она бројна состојба која што ја наследи од јавните предпријатија, ниту во општината Охрид, ниту во јавните предпријатија таа бројка не е надмината. Значи, ако биле во општина 270-280, сегашните годишни планови гледаме дека се движат од 259-261. Значи да има зголемување. Истото може да го забележиме и во јавните предпријатија. Значи, бројката на вработување е намалена. Така. И тоа е факт. Така. Во продолжение ќе одиме со реклами, а потоа ќе продолжиме нашиот разговор. Продолжува
Продолжуваме со емисијата, нашата тема локалните политики, дел од градските советници се во нашето студио. Понатаму ќе продолжиме со инфраструктура. Инфраструктура, споменавте Божиновски, големи инфраструктурни зафати низ градот, општината велите посветува големо внимание на подобрување на инфраструктурата. Поелите. И покрај тешкотиите и покрај оние проблеми со кои се соочува локалната власт, може да се забележи дека се работи на секое поле. Конкретно во овој момент, ево додека доаѓа во емисијата, значи започнати се мерењата и оние потребни градежни активности за реконструкција на улицата Гоце Делчев. Моментално и се асфалтира улицата Сатеска, така што не постои дел доколку помините низ градот, а да не се види некоја градежна активност. Во овој период, во овие 2 години, колку што се изградени детски и спортски игралишта, повеќе функционални, мислам дека за 7 години Агенцијата за млади и спорт нема изградено толку спортски игралишта, а намената токму им е тоа. Во однос на водоводната канализација, атмосферската канализација, асфалтирањето, улици, сите оние активности кои што се предвидени со годишните програми, гледаме да ги реализираме и впрочем и извештајот, односно бројката од над 75% реализација на буџетот и оние 10% кои што имаме можност да го надополниме сегашниот буџет, и тоа го направи, мислам тоа беше целта со ребалансот. Го забележуваат тоа граѓаните, ги забележуваат тие промени и позитивно реагираат, дури и доаѓаат коментарите кога и ова улица, кога и ваму ќе се смене водоводна мрежа, канализација, но верувајте, ако тоа се правило во изминатите години со интензивен период, значи во сите тие 30 години, да речам, не само во да не ме свати колешката предходната локална власт, туку во целиот изминат период, ако имало интензивни работи, а тоа не се случувало само во предизборието, а ние тоа го ветивме дека пред избори воопшто нема да правиме никакви градежни активности, туку тоа се ќе биде во 4-годишниот мандат. Се слагате ли дека имаме градежна офансива? Јас не ја гледам. Веројатно колегата Божиновски ја гледат, јас навистина не сум ја видела. Ако програмата, ако се погледне реализацијата на буџетот, која што разгледувавме пролетта, тогаш навистина ќе имате представа дека со градот раководи една генијална, совршена локална власт, затоа што реализацијата на програмите од комуналната инфраструктура беа со 99, да имаше и такви програми со 100%. Реализација. Меѓутоа, ако прошеташ низ градот, тогаш ќе видиш дека бројките се нешто друго, а реалната ситуација е апсолутно нешто сосема друго. Она што ќе се направи, се гледа. И она што нема да се направи, повторно се гледа. Зборувам за тие гениални програми и затоа им беше буџетот со толкава голема реализација процентуално. Во сите тие програми беа средствата кои што беа запленети од извршните решенија и беа распоредувани по оние програми кои што не беа реализирани. Во однос на она што се презема во општината, се презема најмногу на тесни, малечки улици. Јас не сум видела поголем проект кој што е реализиран. Се радувам доколку Гоце Делчев тоа е со средства кои што ги обезбеди претходната локална власт и доколку се успее да се реализира, навистина тоа е голем проект и ќе биде од интерес на граѓаните. Всушност, и како опозиција, наша задача е да критикуваме за да бидат реализирани повеќе проекти, едноставно за доброто повторно на граѓаните. Меѓутоа, најголеми достигнувања и она што најмногу го забележав, додека е ова
локална власт, беше експанзија на кеот. Значи, она што се случуваше во текот на летото и тоа беше најзабележително и препознатливо со, тогаш кажав дека адреналинскиот парк, веројатно не знам од тие проекти од Охрид Go дали ќе бидат реализирани, меѓутоа кеот беше претворен во адреналински парк затоа што многу требаше адреналин, храброст и сигурност во себе и неизвестност за да се прошета по кеот на значи на Охридското. Не зборувам за кеот, зборувам оној дел кај што беа сите оние реквизити испоставени. Меѓутоа, некој поголем проект, како што беа претходно Аба Семин, како што беше Јане Сандански, значи поголеми улици кои што се направени, јас досега не сум видела, имаат време уште 2 години за да направат, меѓутоа за да можат да бидат во тој период како што кажа колегата пред избори, треба веднаш да почнат, уствари требаше да почнат уште од многу порано. Воелта Аврамовска и вашето мислење за Не гледам јас инфраструктурата? експанзија во градење, односно во делот на инфраструктурата. Она што јас моментално сега го гледам, веќе реконструкција на веќе реконструирани тротоари, еве конкретно тротоарот на булевар Туристичка. Ако не се лажам, тој тротоар беше реконструиран пред 3-4 години. И сега гледам дека бекатон плочите се вадат, се товарат, не знам кај се носат. Се надевам дека не завршуваат во некои дворови како што најчесто кај нас тоа и се случува и се поставуваат нови. Имаше една група граѓани, мене ми се јавија пред извесен период кога се реконструираше тротоарот пред општината. Се јавиле тие во општина и прашале зошто кога тротоарот веќе беше реконструиран претходно, добиле одговор поради автентичноста. Поради која автентичност мораше да се реконструира тротоарот, јас не знам. Кажав дека искрено се надевам овие бекатон плочи што сега се вадат и се товарат, гледам лично јас видов дека се товарат, не завршуваат во некои дворови како што порано завршуваа дрвјата кога се сечеа дрворедите и по моја иницијатива што ВМРО ДПМН, односно председателот на Совет ја прифати, дадов иницијатива тие дрвја да завршуваат кога ќе бидат пресечени, ако веќе морат да бидат остранети, да завршуваат во социјално загрозени семејства и директорот прифати, се реализира таа иницијатива. Така да не гледам нешто она што кај нас веќе со децении се случува, асфалтираме веќе асфалтирани улици, асфалтираме, потоа ја копаме истата улица за канализација, за нешто што се испуштило да се сработи и така се трошат нашите народни пари недомаќински. Така. Сакате да реплицирате, Божиновски? Па би реплицирал, не знам какви наочари носат колешките, можеби розеви, затоа што централната власт цело време ги носи тие розеви наочари и не сака да ги види. И по нивните розеви наочари инфраструктурните зафати треба да бидат како затворениот базен, со таква динамика, со автопатот Кичево Охрид. Значи, очигледно таква треба да е брзината. Ние немаме таква брзина. Напротив, работиме на поинаков начин и слободно сега, кога ќе излезат, нека поминат на 7 ноември, нека поминат на Димитар Влахов, нека поминат Гоце Делчев, Сатеска улицата, нека поминат да ги видат детските игралишта, мултифункционалните игралишта, Христо Узунов, Пештани. Ако не може да се снајдат, ќе им ги извадиме на очарите и заедно ќе појдеме да ги видиме. Може. Може. Контралепника само кусок. Да, кратко, колега. Да. Розевите наочари гледаат убаво. Значи, во розева боја. Розевите наочари најверојатно ги носите вие. Сакате контралепника? Повелте. И јас истото го мислев, ама колега, ето и тие розевите ќе ги тргнеме и едва и чекам да ги тргнеме и да го направите и партерното уредување во Крушевска република. Значи да правите училиште како што ветивте, да направите и детска градинка како што ветивте. Сите оние проекти од Охрид Go, нешто да направите, да се види.
Затоа што апсолутно се реконструкции, поправка, доправка, тампонирање, асфалтирање, голем проект нема. И Гоце Делчев е проект со средства обезбедени претходно. Токму големи Само малку да кажам, средствата секогаш е кога нешто се реализира обезбедени претходно, во рок од 4 години можело да се започне секој проект и да се заврши за да не се префрли на другата локална власт. Ова е од претходната власт, ова е од другата власт. Ќе се направат сите проекти кои што се ветени од програмата и ќе се направи и катната гаража, ќе се реконструира и Крушевската република плоштадот и тоа ќе биде многу брзо. Токму тоа е нашата следна тема за тие капитални проекти. Значи, катната гаража имаше некои проблеми, че нам па заглави. Тука беше и реконструкцијата и на двата плоштади, еве како представник од локалната власт, докаде се тие проекти, Божиновски? Реални ли се или ќе останат само ветувања? Сето тоа ќе се направи, како што кажав претходно, и ќе се направи во онај момент кога централната власт ќе покаже доблест и ќе ги издаде оние решенија кои што треба да ги даде, а ги чекаме и за катната гаража и за плоштадот Крушевска република. Неколку пати е вратено инфраструктурното решение за катната гаража, најпрво за катноста, за деловните простории. Сега немаме никаков одговор и најверојатно комисијата која што е во Министерството за култура, за УНЕСКО, Државната комисија, во најбрз можен рок ќе одговори на тоа прашање. Истото се случува и со плоштадот Крушевска република, каде што го чекаме решението. Мислите дека намерно има тука почници? Па не знам што зачувуваат, например, на плоштадот Крушевска република. Нема ништо. Дали тие бекатон плочки, кои што цело време ги спомнуваме. Руинирана фонтана, која што фонтаната се која што се отстрани. Значи нема навистина. Но ќе издржиме. Јануари е техничката влада, најверојатно изборите се во март, така што 2 години функциониравме со обструкции, со проблеми предизвикани од централната власт, така што за брзо ќе следуваат промени и сето она што се ветило ќе се реализира. Така. Кој е вашиот став? Има ли обструкција од страна на централната власт, затоа што големите крупните проекти се секогаш врзани, значи треба да има дозволи. Напротив, сметам дека колку што оваа локална власт сега има добиено средства од централната власт, претходната локална власт ни половина немаше од тие средства кои што затоа што колегата заборави да каже како со средства од Министерство за животна средина ќе се реализира канализацијата во Горно и Долно Лакочереј, чинам 8 милиони денари, за Трпејца исто така канализацијата, она што е сега најактуелно. И за тоа кога ќе го дадат решението ќе се реализира. Како за проектите ќе зборуваме кога ќе ги реализирате исто така. Исто во однос на образованието, како добија нов лик средното економско училиште за брзо и гимназијата, значи треба реално да се поставуваат работите. Не секогаш кога е тесно да се напаѓа на централната власт. Централната власт ја води државата. Локалната власт ја води општината. И јас овие 2 години, секогаш кога ќе беше тесно на локалната власт, секогаш се повикуваше на централната власт. Меѓутоа, кога се критикува, па треба можда сега и да се заблагодарите за сите оние средства кои што централната власт ги дала на општината. Во однос на овие проекти кои што конкретно ги набројавте, не мислам дека представува некоја пречка, затоа што процедурата на овие проекти беше започната и претходно и повторно нели навлегуваше во некои дополнувања кои што треба да бидат направени. Најверојатно, јас мислам нити јас, нити колегата можеме конкретно да одговориме зошто е вратено и како е вратено. Тоа треба да бидат службите кои што работат на тоа прашање за да ни кажат конкретно што е проблемот, за да можеме ние да дискутираме дали е намерно или не е намерно. Меѓутоа, апсолутно е неблагодарно да се критикува и мислам дека ние овде сме дојдени за општината, а не за централната власт.
Апсолутно, да, локалните политики, но некои проекти се навистина зависни, затоа и беше испомнато. Кога е зависност од централната власт, тие проекти... За многу проекти се зависи, така е. Аврамовска сакам да ја слушнам за капиталните проекти. Таа овде сигурно сум ќе има критика и за едните и за другите. Да, Повелете, имам критика и за Аврамовска. едните и за другите. Јас само ќе кажам кратко и јасно. Ние денес овде разговараме за капитални објекти, кога во 21 век во нашиот град имаме населби кои што не се приклучени на канализација и каде што имаме неасфалтирани улици. Значи, поголема глупост според мене од тоа да ние да зборуваме за капитални објекти кога имаме такви подрачја во градов, нема. Значи, ова се однесува на децении наназад и за едните и за другите критика, нормално дека е така. А верувате ли дека ќе се направат овие проекти кои што се ветени? Па не знам, еве со катната гаража колегата објасни, јас имам некои информации кои што ги добив. Проблем била катноста која што според информациите заради УНЕСКО. За реконструкција на плоштадите, реков веќе, мене ми е глупаво да зборувам за реконструкција на плоштади кога имаме населби без канализација и без асфалтирани улици. Така. Тоа е мојот став. Да преминеме на тема образование. Значи, многу новитети во поддршката, сега еве имаме и представници од образованието. Божиновски имаше голема поддршка од страна на локалната власт, стипендии на ученици, воведување на нови стипендии. Повелите, каква е поддршката на образованието? Поддршката за образованието во овој период е огромна, кога станува збор за учениците, студентите, наставниците и оние услови во кои што нели треба да се работи. Нема училиште во кое што не се изведуваат градежни активности. Дали тоа се видеонадзор во основното училиште Григор Прилечев, дали е тоа влез во училиштата во Долно Лакочере и во Велгошти, дали се тоа подови во Григор Прилечев, Христо Узунов, економското училиште, дали е атмосферска водоводна канализација во гимназијата, нова хидранска мрежа, имаме целосно уредено средно економско училиште, електромашинскиот центар веќе беше во добра ситуација, така што само се надоградува она што треба во однос на смарт табли, во однос на информатичка технологија, работи кои што се потребни за наставата. Гимназијата веќе започнува со целосната реконструкција, најпрвен во надворешниот дел, со оградата, па потоа следува внатрешниот дел и кровот. Кога веќе ќе ги споменеме учениците и студентите, и предходните години се давале стипендии. Да, значи тоа не е нешто ново. За награди, за наградени. Ќе ги кажам само разликите кои што биле. Зголемени се стипендиите за учениците од 1500 на 2000 денари, а на студентите од 2000 на 3000 денари. За прв пат учениците и децата со посебни образовни потреби и ретки болести добиваат стипендии и студентите. Наставниците за прв пат и учениците се наградени доколку освојат прво, второ, трето место на државни меѓународни надпревари, добиваат еднократна парична помош. За прв пат се избира првенец на генерација, кој што и тој добива еднократна помош од 10.000 денари и гледаме во секој поглед колку што можеме да излеземе во пресред и на учениците и на наставниците и секако да го подобриме воспитно-образовниот процес. Така. Ангелска, инвестира ли локалната доволно во образованието? Најпрво сакам да кажам дека во интерес на сите нас е што повеќе да се инвестира во образованието, без разлика кој инвестира, дали локалната власт или централната власт. Пред се сме родители и сите посакуваме подобри услови за работа на нашите деца.
многу често знаеме и да ги прифатиме, најчесто ги прифаќаме програмите од областа на образованието, детска заштита, социјална заштита, беше прифатен еден амандман од СДСМ во однос на социјалната заштита, меѓутоа, она што јас би сакала да го кажам е дека во однос на стипендиите тие постоја. Селекцијата е направена само по различни категории се поделени и нека има повеќе и средства во однос на тој дел. Ние мора сите колку што можеме да ги задржиме младите тука и не само она што е дадено, треба уште многу да се вложува за да имаме некој резултат. Дека има големи капитални инвестиции во образованието, нема. Сигурно видеонадзорот не представува градежна активност која што се изведува во Григор Прличев. Од друга страна, ќе ви кажам еден податок, не овај пат да критикувам, значи, веројатно такви се можностите и толку се условите во општината. Се направи една развојна програма. Покрај годишните програми, на предлог на градоначалникот, на службите, се носи развојна програма за образование. Опфаќа 4 години, 2021-2025 година. За 23-та во таа развојна програма беа предвидени 70 милиони денари. И навистина и ја прифативме и дефинитивно се радувавме да се вложат толку средства во образованието. Меѓутоа, пракса е, како што ќе се стигне до крајот на тековната година, тие средства се кратат. Во 2022 во таа развојна програма се скратија средствата и сега се околу 6 милиони денари кои што се обезбедени за капитални инвестиции. Веројатно сте планирале училиштето, затоа беше толку голем износ, не знам, меѓутоа тоа е голема разлика од предвидено претходно и кога ќе се дојде до финале, за да почне да се реализира, веднаш ставката се намалува. Она што исто така сакам да го истакнам, вие заборавивте, за првачињата дадовте, ево да го кажеме и тоа, дека за прв пат дадовте поддршка. Па многу работи се, не можеме сите да ги помниме. Тука сум јас, се помнам. Така да, во однос на тој дел, меѓутоа, треба во една фер политика да се истакне и дека во образованието и претходната локална власт вложувала многу, а и централната власт. И се знае како се финансираат училиштата, основните училишта, дотации, средните училишта се речиси целосно со дотации од страна на централната власт. И не дека на граѓанинот го интересира кој дел. Апсолутно. Меѓутоа, во однос на фер политика, добро е кога ќе се зборува за образованието да се спомнат и сите други останати работи. Ќе завршам онака како што почнав, во интерес на сите нас е да се вложува уште повеќе во образование. Аврамовска, вашето мислење, се инвестирали доволно во образованиот процес? Јас сум за уште поголеми инвестиции во образованието, и за субвенции, за инвестиции. Меѓутоа, кога сме кај инвестициите капитални во образованието, не знам зошто секоја локална власт го заборава училиштето Колчеорацин. Има реакции од родителите дека таму, јас искрено не сум била, немам видено, меѓутоа добив некои фотографии, дека таму буквално не може да помани ни возило на противпожарна служба. И сега ние имавме во нашата програма и доставивме барање до ВМРО ДПМН на почетокот кога им поддржавме мнозинство за избор на председател на Совет, училиштето како идеја да биде префрлено во просториите на касарната. Тоа беше по барање на родителите. Меѓутоа, ниедна локална власт нема слух да се заангажира за ова училиште. Во каква состојба јас не знам лично, само од фотографии. Така и од реакции на родители. Така, јас искрено сум за повеќе социјални проекти. Еве, ќе се навратам во тој првиот период кога ние прифативме, кога бевме повикани за да станеме дел од мнозинството. Ние имавме таму барања на 4 или 5 наши проекти од нашата програма, од програмата на Левица. За волја на вистината, еден беше реализиран, тоа е отворање на центар за деца со церебрална парализа. И прифатена ми е иницијатива која што сега веќе ја работиме,
за намалување на целосно ослободување или процентуално ослободување на бранителите од давачки кон општината, односно кон јавните предпријатија. Веќе е формирана комисија и следната недела треба да го одржиме првиот состанок за да се утврди конечниот број на бранители и да понатака да ја реализираме, се надевам дека ќе успееме да реализираме иницијативата. Значи, јас генерално сум за повеќе вакви социјални проекти. Би скратила на некои други инвестиции, меѓутоа повеќе социјални проекти мислам дека има можност општината и локалната да реализира. Така. Да преминеме сега на едни поинакви прашања. Се ближиме до крајот на нашата емисија. Ангеловска за вас прашање. Доколку треба да ја пофалите локалната власт или лично градоначалникот, што е она за што би го пофалиле? Па добро, сега да беше тука градоначалникот ќе беше полесно да разговараме. Во отсуство апсолутно го почитувам, го знам подолго време и уште кога беше во првиот мандат, јас тогаш како представник на некое јавно предпријатие имавме соработка и тогаш, а за вториот мандат бевме заедно во советничките групи, водевме и битки, меѓутоа тоа беше еден мандат кога се донесоа и многу одлуки со консензус, односно со едногласно од страна на сите советници, претежно тоа беа одлуките кои што се однесуваат со УНЕСКО. Она што би го пофалила е тоа што имаат и што им на некој начин им завидувам, имаат многу повеќе средства во буџетот отколку што беше во претходните години. И исто таа, как би ги пофалила, многу добро знаат да го пласираат она што го сработиле, па и она што не го сработиле, да го направат како да е сработено, така да во однос на тој дел се безпрекорни. Тоа е во работата, па што ми е интересно што ги менуваат ставовите, исто така, затоа што она што го сметале дека не е правилно, додека биле опозиција, кога веќе добро ќе ги видат работите како се одвиваат, па за многу работи, ето, покажа и во пракса дека ги менале своите ставови откако дошле на позиција. Така. Аврамовско, истото прашање за вас. Доколку треба да ја пофалите оваа локална власт, да не биде дека само критикуваме, еве зашто би ја пофалили, или лично градоначалникот одберете вие, сакате локалната власт, сакате градоначалникот. Искрено не можам да ги пофалам ниту локалната, ниту градоначалникот. Едно нешто. Ништо. Прво и основно, значи пак ќе се повторам како што се повторувам на секоја седница. Не можам да пофалам некого кого што и понатака оди со неказнивост, небарење одговорност. Градоначалникот имаше ингеренции уште кога дојде на функција да повика финансова полиција во општина Охрид, да побара ревизија на работењето на претходните градоначалници, за да ги видиме кој ги направил долговите. Меѓутоа тоа не се случи. Зошто? Не знам. Јас постојано размислувам дека ако некој не бара одговорност од никого, значи дека може би си прави алиби во иднина за прикривање на сопствениот криминал, тоа според мојата логика е така. И мене тоа ми смета, значи таа неказнивост и кај СДСМ и кај ВМРО ДПМНЕ. Како да постои некој премолчен договор помеѓу нив за да се амнестира криминалот и корупцијата во општинава. Сега факт е дека корупцијата ни е рак рана нас во системот, во општеството, така? Тоа е главната причина поради која ние сме на ЕУ. Така. И сега ние никогаш не бараме одговорност од никога. Добро, за некој проект, за некоја улица, за нешто да го пофалите. Исто така ќе нагласам донесување на план за управување со државно земјиште, каде што беше предвидено продажба на Мауцкер, па имаше на една со колегата сме двајцата во комисија за урбанизам, беше исто така имаше продажба на дел од објектите од касарната, на што и ние се спротивставивме двајцата.
Не можам, значи не можам. Владењето можам да можете кажам да дека е да издвоите катастрофа. ништо. Катастрофа, не Добро. можам ништо да Добро, пофалам. ваша Не е работа. она што што очекував дека ќе биде. Значи она што беше ветувано предизборно, она што ни беше ветувано на сите и од градоначалникот и од локалната, не е тоа што очекував. Катастрофа невидена. Божиновски повелите. Вие за вас поинакво прашање, нема да ни го пофалите градоначалникот и локалната Па власт. доволно го фалите ги Вие кажував сега вие не проектите. бараме. Од вас бараме. Дали кога треба да ја пофалите централната власт, како политички опоненти, има ли нешто зашто ете би издвоили, би ја пофалиле? Најпрвен луѓето би ги поделил кога раководат со власта, луѓе кои што се иконофили и луѓе кои што се иконокласти. Сегашната централна власт би ја класифицирал како иконокласти, луѓе кои што не гледам дека нешто градат, туку разградуваат и можам да ги пофалам дека се експерти во уништување. Во корумпирано судство, во малверзации, криминал и во предавство. Што е она што најмногу му замерувате на оваа локална власт? Едно нешто, затоа што за белешки имаше доста. Да. Сега на крај малку така да Се биде што им позабавно. забележувам, Што е она што најмногу? Така. Едно да издвоите што најмногу забележувате. Недостига самокритичност, како прво. Секогаш виновник се бара во друг, а доколку беа по-самокритични, ќе има и подобри резултати. И како второ, недостигот на проекти, на приоритети и на идеи. Аврамовска и за вас, иако во претходното не ни одговоривте, значи на прашањето, поинаков беше одговорот, сега едно да ни издвоите нешто што најмногу забележувате на оваа локална власт. Кажавте многу работи кои што ги сега едно. Одберете што е на што најмногу. Што најмногу Замерувате. забележувам? Замерувате. Која е најголема грешка според вас нивна? Едно нешто. Лицемерието. Според мене, бидејќи ние бевме во еден период како партија, дел од мнозинството и јас тука забележав едно превисоко его и големо лицемерие, што за мене не е својствено, бидејќи јас не сум ниту политичар, ниту политикант. Така. Божиновски, за вас обратното прашање, која е најголемата ваша забелешка за оваа централна власт? Едно нешто. Значи нема 3-4, едно. Одберете. Немањето цврст став, немањето црвени линии, кога се работи за државните интереси, за националните интереси, кога се работи за заштита на јазикот, на историјата, тоа е најголемата забелешка која што можам да ја коментирам. Нашето последно прашање во овој дел од емисијата е кој еден директор од јавните предпријатија ќе го издвоите како најуспешен? Повелите, Ангеловска. Па добро, на младите треба да им се даде можност, па и се разликуваме доста во говорите, така да јас пофалив и ќе пофалам и сега и сметам дека така и треба да се работи. Сегашната локална власт има еден тим од млади луѓе. Јас можам да ги запознам врз основа на извештаите Така, кои што на ги дава седница ги гледате. и како се однесуваат на говорница. Така. Значи и веќе некој впечаток за секого сум воспоставила. Интересно е што тоа се луѓе на кои што не им недостига енергија, младоста носи енергија, меѓутоа страшно многу недостига искуството. И дефинитивно кога е човек менаџер, кога е директор на говорница, треба стручно и професионално да одговара, а политиката е наша која што ако сметаме Настрана, дека треба така. да вметниме политика, макар што секогаш во локалната власт пред се треба да се гледаат интересите на граѓаните, потоа политиката, меѓутоа ќе издвојам во однос на кооперативноста, во однос на соработката, ќе го издвојам директорот на јавното предпријатие Водовод, затоа што како советник сето она што сум побарала како информација веднаш ми било доставено и тоа не само усмено, него секогаш со документација целосна онака како што сум побарала. Така.
Аврамовска истото за прашање за се. Вие молам одговорите, еден изберете за нешто. Еден не мора за се. Да изберам никого, не можам да изберам успешен директор кој ми ги Не покачил успешен. услугите. Не Или да успешен. пофалам. Не велиме успешен, Така, значи да еден пофалам. за нешто да го пофалите. Па Значи ние не еден. мора да се успешен. Ние еден бидејќи сите ни ги поскапија услугите. Значи не можам јас да пофалам директор кој излезот од кризата и од вработувањата кои ги има премногу, го гледаме во поскапување на услугите и удирање по джебот на граѓаните. Ама ете за нешто да го пофалите. Па за ништо. А Божиновски, за крај вие одговорете, задоволни сте од менаџерите кои што ви се ставени на чело на јавните предпријатија? Апсолутно сум задоволен од нивното менаџирање, нивната работа, нивните активности. Ангажирани се, посветени се, соработуваат и со советниците, одговараат на се она кое што им е побарано и од страна не само на власта, туку и на опозицијата. И се справуваат со сите активности и проблеми кои што тековно се соочуваат. Ви благодарам многу и на тројцата. Се обидовме на крајот емисијата да ја направиме малку и позабавна и да излеземе од онаа политика. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Ви посакувам успешна работа. Благодариме. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија Прашалник.